Нашата програма во суштина е базирана на докази и заради тоа правиме истражувања и анализи на потребите на жените во бизнисот, првенствено кои се нивните пречки во отпочнување и водење бизнис, развивање на бизнисот, интернационализација на бизнисот, пристап до ланци на добавување, но и пристап до финансии. Истражувањата во сите земји ни покажуваат дека главниот проблем е во суштина пристапот до финансии и тоа делумно можеме да го докажеме и со анализа на политиките, особено во Македонија, каде што гледаме дека за да се отпочне бизнис има пристап само до финансии од Агенцијата за вработување, која што во суштина има за цел да реши проблем на невработеност. Предприемништвото не може да биде таргетирано и да биде развивано како проблем на невработеност. Предприемништвото не е само решавање на прашањето на опстанок, туку е прашање на идеја, на бизнис идеја, на иновација, на можност да се освојува, економски да се создава, да се јакне и да се развива. И жената како отпочнувач на тој бизнис, но и средината која што работи со незе и го развива тој бизнис. Затоа сметаме дека неопходно е да се развијат различни финансиски продукти кои што ќе им овозможат и на жените и на мажите да отпочнат еден бизнис, да го развијат својот бизнис и да одговорат на останатите нивни потреби, интернационализација, пристап до нови пазари и така натаму. Тоа во моментов како продукти финансиски ги немаме во јавните политики и јавните средства кои што се достапни за развој на предприемништвото, особено женското предприемништво. Многу ни е жал дека дури единствената програма за развој на женско предприемништво оваа година не е достапна за жените предприемачи. Сметаме дека специфични мерки за нивен развој се потребни, но во исто време ни е потребно развој на конкуренција на женски бизнис, развој на поврзување на женски бизнис, за да може да се заокружи ланецот на набавки, но и пристап на женскиот бизнис до различни пазари. ЕБОР работи на тоа и да развие своји финансиски продукти кои што ќе одговарат на овие потреби, но заради тоа ни е потребна и соработка со бизнис секторот за да можеме да ги слушнеме потребите и да одговориме соодветно на истите. Веруваме во тоа дека ако инвестираме во овој не развиен сегмент на економијата, женскиот бизнис, ќе допринесеме и до поголем економски раст, развој и бруто домашен производ на земјата. Очигледен пример за локална поддршка на женското предприемништво ни доаѓа од Црна Гора, каде што имаме најмногу средства од локалните самоуправи одвоени за овие бизниси, но Црна Гора ни дава еден друг пример кој што е добар во однос на како треба преку родова анализа на програмите и правење на една мапа на патот кон реформа која што ќе овозможи подобра родово одговорна инвестициска клима, може да се унапредат средината на работа на женските бизниси и тоа да стимулира раст и развој на женските бизниси. Например, таму секоја година се прави анализа на успешноста на програмите за конкурентност и оние кои што специфично таргетираат жени, но и оние кои што не таргетираат жени и се креираат нови мерки кои што ќе овозможат и подобро учество на жените во предприемачи во апликационите процеси, но и во одобрувањето на на проектите кои што се финансирани од јавните финансии и од нејавните финансии, ако земеме предвид дека таму огромни средства исто така се пласираат и од инвестицискиот фонд и од како и кај нас, впрочем и од фондови кои што се обезбедени од страна на меѓународни финансиски институции.
да знаеме дека секаде во светот се уште постои еден стереотип и во банкарскиот сектор во однос на финансирањето на женски бизнеси и работи на градење на таа свест и капацитет и кај банкарите, комерцијалните банки, за да можат да се ослободат од тие стереотипи и да го видат бизнес кейсот. Викаме бизнес случај имаме да финансираме жени предприемачи, заради тоа што тие враќаат кредити побрзо од мажите предприемачи, тие враќаат кредити повеќе отколку мажите предприемачи, заради тоа треба оние проекти кои што се банкабл, кои што можеме да ги финансираме како банка, значи кои што немаат ризик, да не им даваме дополнителни услови да бидат одобрени за кредит, туку да ги поддржиме заради тоа што има бизнес случај во поддршка на женските предприемачи. Ова е многу важно, не само за фонд, туку за гарантен фонд за жени предприемачи, заради тоа што сегде на Балканот и во Македонија жените имаат многу помала собственост врз имот, а тоа е многу важен елемент во отпочнувањето, водењето и растењето на бизнес, заради тоа што тоа ти е предуслов за добивање на финансии, кредити, заеми и останати финансиски продукти, бидејќи ти овозможува гаранција за дека ќе го вратиш кредитот, заемот кој што си го зел. И заради тоа жените се во една по-нерамноправна положба во однос на мажите кои што почнуваат или развиваат бизнес. И би требало да бидат специфично поддржани преку гарантен фонд, каде што државата би го обезбедила она што иако законите ни овозможуваат еднаков режим помеѓу мажите и жените во стекнување на имот и во располагање со имот и во наследување на имот, сепак фактичката состојба покажува дека тие не се еднакви во собственоста на имотот. И таа нерамноправност би требало да биде коригирана од страна на овој гарантен фонд, каде што оние жени кои што немаат гаранција преку свој имот би добила, а имаат проекти и бизнеси кои што се банкабл, или кои што можат да бидат финансирани од страна на комерцијални банки, да бидат поддржани преку таков гарантен фонд.